е на јавната шпица за најновата меѓународна анализа. Фокус на внимание во продолжение ни се светските случувања. Она што е главна вест е пристигнувањето на Нетањаху во Вашингтон. Денеска тој ќе се сретне со Доналд Трамп и таа историска и значајна средба ќе видиме што ќе ни донесе. Започнуваме токму со ова очекувана средба за денеска. Добро утро, Антоновиќ. Добро утро, Александра. Прва средба на Трамп со еден странски државник од како го зема својот втор председателски мандат, очекувано неговиот најголем стратешки партнер Нетањаху, односно премиерот на Израел, тема блискоисточните преговори и пред се ќе ги договорат фазите на вториот бран на ослободување на заложниците израелски кои ги држи Хамас и палестинските затвореници кои се во израелските затвори. Се разбира, многу теми имаат за разговор пред се поради немирниот Блиски Исток и плановите на Израел што понатаму. Ќе подсетам, почна преговорите, почна првиот бран на ослободување на заложниците. Хамас ми се чини до сега ослободи 30 од вкупно преостанати 90, колку што има некакви информации израелски заробеници на кои беа киднапирани на 7 октомври минатата година, додека израелците треба да ги пуштат палестинските затвореници, пред се некои политички лица кои би можеле утре да ја преземат палестинската политика, но тука имаше недоразбирања меѓу Хамас и Израел, почна повторно се нарушува тој мир. Имаше престрелки, имаше вчера информации дека од кога се договорен прекинот на огнот има неколку стотици загинати во израелските операции. Сега ќе видиме што ќе се договорат. Трамп вети и тој на големо се е поносен на фактот дека тој го издействувал ова примирие. И покрај тоа што имаше разноразни разногласија дека и Бајденовата администрација играла улога, сега Трамп би требал да ја верифицира ова примирие кое треба да прерасне во некаков мир. Но зад очите зад кулисите на целата оваа политика, оваа средба, но и наставните кои ќе ги зборуваме подоцна, израелската армија прави операции на Западниот брег. Ќе подсетам, појасот Газа беше под владение на Хамас, додека Западниот брег е под владение на другата политичка партија на палестинците Фатах, на поранешниот лидер Јасер Арафат, од каде е и премиерот Махмуд Абас, кој се смета за многу поумерен од Хамас. За разлика од Хамас, кој се смета дека има и терористички дел на Хамас е како едно движење, Фатах се смета за помирен и за партнер со кој може да се разговара. Меѓутоа, израелската армија неколку недели веќе на големо врши операции таму под образложение дека чисти терористички кели на некои други палестински терористички организации, што предизвикува дека може да дојде сега ова тежиштето од Хамас, од Западниот брег, каде што де факто Хамас е поразен, Израел како да сака зад колисите на целата политика која се случува и светска јавност да заврши некаква работа на Западниот брег, што е па иницијална каписла да дојде до целосно обединување на палестинците. Ако палестинците до сега беа разединети, не сакаа да влегуваат во целосна интифада, односно конфликт, сега интифадата е револуција. Инаку, но како интифада се соберат сите против Израел, сега Израел таму на големо прави операции и се разбира границата со Либан и со Хезболах, каде што иако имаат примирие, ниту Хезболах, ниту Израел не се држат до тоа договорено примирие, бидејќи малку па има престрелки, ракетирања и жртви, што укажува дека мирот на Блискиот Исток е далеку и од примирие. Сега ќе видиме што ќе договорат Нетањаху и Трамп. Едно од темите е тоа, се разбира и целосното уништување на присуство на иранските милиции, како што ги нарекуваат, меѓу кои е Хезболах, кои оперираат против интересите на Израел.
По големото и широкото најавување на Доналд Трамп за царини на повеќе места во светот, одеднаш како да почнува да се колеба, ни пристигнува информација дека се одложени, не откажани, не укинати, но одложени американските царини кон Мексико и Канада. На 30 дена, на 30 дена се има преговори меѓу нив. Ова е голема победа на Трамп бидејќи се покажа дека со заканата за царини овие две држави се подготвени да направат некакви отстапки. Какви отстапки? Ајде да почнеме од почеток. Една од главните причини зошто се прават овие царини кон Мексико и кон Канада е миграцијата, која според мислењето на Трамп ниту Канада, ниту Мексико ја сузбива како што треба, и протокот на дрога и опојни средства, нели дрога пред се, особено од страната на Мексико, зашто Трамп сакаше да ги казни овие две држави, бидејќи тоа се влегува во Соединетите Американски држави. Мигрантите, оружје и пред се дрога. Преговорите се сега 30 дена, ќе требаат овие две држави да покажат резултати во сузбивањето на сите овие мигранти и на оваа дрога, но со Канада останува проблемот, бидејќи Трамп сака да, или може би провокација, ќе видиме, сака Канада да биде 51-ва сојузна американска држава. Една од причините е дефицитот трговски кој го имаат помеѓу Канада и САД, па Трамп вели ако сте 51-ва американска држава нема да имаме никаков трговски дефицит. Сега тоа е економскиот дел, што се однесува до безбедносниот дел, секако дека САД би биле многу поспокојни доколку таа нивна северна граница би била нивна, значи Канада, и тогаш тие би имале веќе излез таму и би се споиле практично, ако го видите картата или глобусот, би се споиле таму со Ньюфаундленд и сето она што е горе на Исланд, и тука би бил Гренланд, и ако го купи Гренланд, практично ќе заокупира поголем дел од океанот и од светот, геостратешки гледано. Се разбира да не одиме со шпекулации, да одиме со она што е факт, значи на 30 дена се одложени царините и остануваат преговорите. Што се однесува до Кина, тука Трамп е јасен, па Кина веќе и најави контра царини од 10 февруари и се смета дека технолошкиот дел и овој да кажеме интернет технолошкиот дел ќе настрада. Многу ми сметаат, ево до трина читам дека Google ќе биде еден од главните жртви на овие кинески санкции. Како и што не би коментирал, бидејќи немаме доволно информација, можеби и не би знал да одговорам. Но факт е дека Кина останува во фокусот на Трамп и дека што и да направи Трамп, може да нема да се исполни, но едно е сигурно, многу планира да се справи со Кина пред се во таа трговска војна. Се надевам дека само трговски ќе остане. Она што нас не интересира е царините за Европската Унија најавени. Има ли некакви можеби новости во поглед на ова? Јас мислам дека тоа се сега само најави. Сега мислам, тоа го имаме како по медиуми, тоа се само најави. Ќе видиме што ќе биде, како ќе биде. Мене ми беше интересна изјавата на премиерот на Луксембург вчера, кој изјави дека Трамп премногу е нереален, бидејќи Европската Унија е многу појака од САД. Тоа беше неговата изјава. Значи сега ќе гледаме едни такви политички препукувања, која ќе биде забава за светската јавност и за нас медиумите, кои ќе трчаме од вест во вест, но јас лично не верувам дека Трамп може да воведе царини кон европските држави, ако се земе, баш ме интересира дали кон Британија ќе воведе, например. Иако таа не е во Европска Унија, но е европска држава. Или да почекаме, јас би почекал. Да не избрзуваме. Трговска војна помеѓу САД и Европската Унија имала и во минатото, но не оваква и не вака најавена. Може би овие најави на Трамп се негова желба, може би е дефокус од некои случувања кои сега не ги гледаме, а може би едноставно планира стварно да ги исполне. Да почекаме, да видиме, бидејќи тој дојде, потпише 1500 укази, забрани, USAID го презема, го сузбија. Значи, има многу работи кои не можеме да ги пофаќаме, можеме вака сувопарно да ги кажуваме онлайн, но не можеме да најдеме анализа у целата таа работа, бидејќи треба да оставиме да видиме како ќе се развива. Но и мораме да ја забележиме колебливоста на Доналд Трамп. Можеби ќе се откажува од
од некои работи, можеби ќе се предомислува. Знаеш како Нема да бидеме изненадени. Во светската политика нема да каже дека се колеба, туку ќе каже ја исполнивме целта, нашата закана вроди со резултат. Ако можеме да ја протолкуваме колебливоста дека пролонгираше за 30 дена одложување на тарифите или царините кон Канада и Мексико, тој вели ја исполнив целта, моите предупредувања ги принудија овие две држави да се ангажираат за некои работи за кои сад нели ги критикуваат и се повод за овие воведување на царини. Што значи прифаќањето на Ел Салвадор на осуденици, криминалци од Соединетите Американски држави? Што значи оваа вест? Многу интересна вест е бидејќи е преседан во светската политика. Само за кратко, ако Трамп започна со своето, би рекол, метла или чистење на мигрантите и криминалците од САД. Тоа му е една од политиките. Таа му беше најавена, но тој велеше ќе ги вратиме криминалците кои се по американските затвори во своите матични држави. Значи имате нели странски државјани кои се во затворите во САД, бидејќи сториле таму кривично дело. Сега имате еден договор, Марк Рубио го направи тој договор од државниот секретар со претседателот на Салвадор, кој е инаку диктатор. Ќе кажам, Ел Салвадор е, односно Салвадор е државата, Ел Салвадор е главниот град, е мала држава која е на Пацификот во Средна Америка, се граничи со Хондурас, со Гватемала, значи тука е во близината под Мексико е, таму владее диктатура, таму има затвори и пошто има диктатура, има затвори, очигледно таа држава се нашла бизнис од што да заработува, па се договори со Трамп сите криминалци и затвореници кои се од Салвадор, но и американски државјани, без разлика на националност, без разлика на националност, ќе ги затворат во нивните затвори, веројатно за одредена сума пари, што американците се согласија. Експертите на светската политика велат дека ова преседан, бидејќи не можеш ти додеш во некој затвор во некоја друга држава, ако не си државјанин, не си сторил таму кривично дело, но Трамп очигледно планира да ги исчисти тие најголемите криминалци. Се вели дека тоа се оние криминалци кои се најбрутални и сите тие ќе бидат префрлени во Салвадор, значи покрај... Ова е конечно? Па да, договорени се готово, веќе почна да одат таму. Првен ќе почнат државјаните на Салвадор да се враќаат, па потоа американски криминалци кои направиле. Тоа е веста и сега тоа е мал преседан, ја повторно ќе кажам, тоа се вести кои сега доаѓаат и кои треба да видиме како сето тоа ќе биде. Дали е тоа вистина, што се добива. Знаеме дека Салвадор е, да кажеме, диктатура владее таму и тој веројатно председател и имаат затвори кои може да ги згрижат овие криминалци, веројатно за одредена сума на пари, што на Трамп му одговара, бидејќи сака да ги исчисти тие закоравени криминалци кои утре поради утки во судскиот систем може повторно да се најдат на улиците на градовите во САД. Андоновиќ, благодарам, беше задоволство. Верувам дека некои работи ви стана појасни и верувам дека некои информации ги дознавте токму нови, токму овде во ова наша анализа за најновите меѓународни случувања. Ми преостанува да ве поканам да бидете и понатаму со Слободен печат.